Цели 6 години трае голготата на плевчанецот Маријан Димовски низ лавиринтите на фондот за ПИОМ, во опит да докаже дека неговиот брат Сашо Димовски, кој боледува од шизофренија од 2003 година, му следува семејна пензија од нивната почината мајка. И правно и финансиски се исцрпивме и веќе изгубивме надеж во институциите. Па се плашам дека барателот на пензија не дај Господ дека може да почине пред да ја добие пензијата. За прв пат документите за пензија ги поднесуваат во 2013-та, но Комисијата за оценување на работна способност братот на Димовски го прогласува за здрав. Не земајќи ја во предмет цела медицинска документација која што ја има во изобилство. И го прогласуваше лицето за здраво само врз нивна оцена како дискреционно право. Поскоро 2 години на жалби и натегање, Комисијата во 2014 го прогласува Сашо Димовски дека е болен, но со тоа тој повторно не може да добие пензија, бидејќи според законот, за пензија потребно е датумот на стекнување на инвалидност да биде пред поднесувањето на документите, а не после тоа. Досега 5 пати се има жалано и до второстепена комисија, која одлуката на првостепената комисија ја враќа на повторно разгледување, но залудно, не сакаа да му го променат датумот на стекнување на инвалидност. Значи јас ако не сум во право, тогаш и второстепената комисија ќе ме одбие. Ама очигледно дека овдека има некоја неправда, некој непочитување на закон, значи некое право кое што со устав не е гарантирано. Треба да го добиеме. Се жалел и до управниот суд кој исто така пресудува во негова корист, делото да се врати на повторно разгледување. Иако одговорот му не има досега официјално стигнато, сепак тој знаел каков е. Сега пред 3-4 дена, минатава недела, според Законот за слободен пристап до информации, извршив личен увид во предметот кој што се најдува во подрачната служба во пензијско-инвалидско осигурување, ми овозможија, видов дека пак не се почитува ни решенијата на второстепената комисија и на управниот суд и дека решението ќе биде негативно. Димовски веќе поднел представки до ПИО, Министерството за труд, Народниот правобранител и Хелсиншкиот комитет. Апелира за помош до сите надлежни органи за овој негов апсурден случај.